Жалам зашто се соочуваме кога представник на тимот кој го изготвил супер вештачењето, кој е со највисок ранг на титула доктор на науки, скоро на секое прашање на поставено од страна на обвинителот, одговара со не знам, не се сеќавам, не можам да го утврдам, не го разбирам прашањето и поради тоа сметам дека пропадна обидот на овие супер вештаци да целата вина се пренесе само на 6 обвинетија на возачот, а сите други кумулативни пропусти на другите обвинети да се занемарат. Така да се гледа на што се оди, дека супер вештак доктор на науки да одговара на едно прости прашања кои се однесува на тие машински вештачења. Значи, до сега немаше конкретен одговор на ниедно прашање. Тоа покажува дека ова нарачано супер вештачење од страна на судот, а посебно на одбраната, падна маските и луѓето што повторам што е направија што имаат ова вина, значи 16 загинати, 37 тешко повредени, мора да сватат и јавноста и судот, посебно до судот апелира. Гледате судот и судиката што го оди процес. Дозволува буквално се што ќе побара одбраната, тоест бранителите на обвинетите, со приговори. Не дозволуваат обвинителот да постави едно прашање, конкретен одговор. Сведоци уште еднаш дека ова прераснува во циркус Монти Пајтон. Судијата дозволува да судењето оди во погрешна насока. И замолувам уште еднаш, како родители, како оштетени, да ги сослуша сите релевантни докази и факти што се приложени од супервештачењето. Иако, ќе повторам дека ова нема врска со тоа што го има понудено супервештачењето.